Не сме имали никакви разговори, јас тоа го соопштив во текот на кампањата. Секако имавме средба со господинот Мендух Тачи во времето кога разговарав со опозиционите партии за поддршка на проектите важни за Европската унија, за реформите, за она што се работи во собранието. Очекувам овие денови прашината да легне. Имаме малку подзапалени политички глави во нашата држава. Се надевам во мирна атмосфера некаде викендот ќе можеме да ги отвориме процесите како понатаму, заради тоа што знаете дека имаме неколку испразните места во владата, министер, заменик министер, неколку директори или слично. Како ја коментирате вчерашната изјава на Села дека премиерот се почитувал сам себе си за да биде министер во вашата влада? И ќе се сретнете само? Јас само во духот на она што сакам да го испорачам во Македонија, пак ќе кажам, ќе ви оладат главите до викендот сите, верувам. Така да викендот ќе бидеме помудри и попаметни, да размислуваме за се друго, а после за секој сам поединечно. Дали ќе предложи Селја да биде дел од вашата коалиција? Тоа зависи не само од мене, зависи од господинот Села, зависи од другите коалициони партнери, како што се прават коалициите, така и се одржуваат коалициите. Рано е уште да кажам, претпоставам викендот прв пат ќе разговарам. Ако се подлече Села, дали пак имате мнозинство со Весели и со Саздовски? Или ќе барате поддршка? Ние со господинот Саздовски немаме разговарано за мнозинство, за да учествува во тој дел, но јас посакувам да разговарам со многу пратеници и верувам ќе има можност да разговарам. Не би сакал да ги форсирам процесите неприродно, сакам да се случуваат по многу природен пат, но знам дека имаме мнозинство и без господинот Села. Но знаете дека секој пат сум поуборник колку што можно да биде посилно тоа мнозинство. Македонија е исправена пред сериозни одлуки, треба да засукаме ракавите, да работиме, а со поголемо и посилно мнозинство тоа е секако повозможно и би било поуспешно. Во контекст на разговорите со ДП, вчера Таравари рече дека доколку влезе ДП во владата, тие ќе излезе. Ете како сите комбинаторики, не сум разговарал со никој за излез, за влез, така не би сакал стварно да ги коментирам. Го следам тоа како политичките партии, дури и нашите коалициони партнери во централната власт го коментираат цело тоа, никој со мандаторот не разговарал за таква работа. Така да нека ги олат главите сите, викендот ќе почнеме да разговараме. Кои имиња за министри се во комбинација? Немаме ништо разговарано, навистина. Нито размислувано, што ќе биде, стоиме на она која што беше критериум претходно, квалитетни имиња, за кои што пред се јавноста им верува, покажале свој сериозен капацитет, за да може да бидат на разгледување за идни кандидати за испразнетите места. Села уште рече дека повеќе ги штитите дујот колку тоа што го правеше во МРД. Ние принципиално се поставивме објавувајќи коалиција. И реално застанавме зад личности и кандидати за кои што верувавме. Тоа го направивме како што се доликува на коалициони партнери. Која соопштивме коалицијата уште за парламентарните избори, најавивме дека тоа е коалиција за долг рок. Јас не можам да бидам единствениот фактор што ќе гарантира коалицијата на централно ниво да обстојува со сите, но знам дека ќе сторам се да таа коалиција не само со ДУИ, и со другите коалициони партнери биде стабилна и да се гради во еден долг период, но еве видете на овие локални избори тоа беше буквално невозможно. Знаете кој го направи чекорот со БЕСА, со ВМРО ДПМН, одредени слики или слично, и за мене тоа е логично. Навистина локалната власт е различна од централната власт. Дури не се срдам, имаше непријатни изјави, споредби мои со некои претходни политичари и слично. Јас сум позитивен човек, затоа велам, нека падне прашината, нека одадат малку сите главите, викендот е пред нас, ќе можеме да разговараме. Има ли шанса за спас на ФЕНИ? Вчера се отвори предвидена поставка. Наводно бугарската фирма рекла дека ќе ги припати условите на банките, дека може да направи се. Евентуално со другите два инвеститори се преговара. Колку се сериозни? Владата е тука да ги заштити најдобрите интереси на ФЕНИ. Ние немаме удели, како држава таму немаме нешто. Нашиот интерес се граѓаните, производството, работните места, дај Боже да растат. Едно знам, ФЕНИ има перспективи. И тоа не заради Заев, Кочан, Гјуше или не знам кој, заради тоа што цената на никелот расте. И тоа треба да им биде најсилната гаранција на работниците и на добавувачите, дека им еднина. Сакаме во законска процедура тоа да се заврши. Секако, претходниот собственик договорил купопродажба со бугарска фирма, Еникот, но тоа не е доволно, веројатно заради тоа што морат тие да ги сервисират и доспеаните долгови. 22 милиони имат долгови надвор од банкарскиот сектор, а банкарскиот сектор има некои 6, 7, 8, 9 милиони, кој што е минимум, доспеано што треба да се плати од вкупно преку 40 милиони оврска. И тоа е нормална постапка процедура. Ние оставаме буквално на коминтентите едни со други, или идниот или новиот собственик со банките, идниот собственик со добувач да се договори. Ние сме овде да асистираме, апсолутно штитејќи го ФЕНИ. ФЕНИ е важен, тој е често 0,5% од бруто домашниот производ на државата. Треба да знаат граѓаните дека ФЕНИ има иднина.
Секако до 13, мислам дека е датумот кога е Никот ќе може да ги уплати парите од она што е нивни договор со банките и со другите добавувачи. Тоа ми е важно. Драго ни е што се снајдоа и банките да изменеджираат да дадат септемвриска плата, ама еве го октомври помина, денеска сме ноември. Нека се подготват, работниците мора да бидат заштитени, платата мора да биде платена, октомвриската плата треба да се исплати, така да само апелирам да побрзо ги направат своите договори, да ги испорачат парите овде како инвеститори, за да може секако да има иднина, тие да прават профит, нашите граѓани да бидат заштитени, да имат квалитетни работни места и секако да биде мултифункционален интерес на сите. Благодарам.